Добро, ова е втор викенд од теренската активност на ВМРО ДПМН. Ова е Македонија за сите. Минатата недела почнавме со активностите во општина Илинден и оваа недела исто и овој викенд во општина Илинден. Денес бевме во Делјадровци, каде што бевме во посета на манастирот Свети Ѓорѓија, затоа што денес им е голем празник. А денес сме, од овој момент сега зборуваме од општина Петровец, каде што сме поканети на денот на општината на Петровец, на Ѓурѓовден. Така да потоа повторно се враќаме на активностите во општина Илинден. Генерално сликата која што ни ја даваат жителите на овие населени места е всушност дека те имаат големи пофалби кон локалната власт со промената на градоначалниците. Веќе почнува некаков нов ритам на живот, повторно се враќаат проектите, повторно се враќа надежта дека сепак во Република Македонија може да има некакви промени, иако градоначалниците во општина градоначалникот во општина Илинден е под притисок од централната власт, затоа што не се одобруваат конкретно проектите за кои што тие аплицираат и кои што зависат од централната власт. Сепак општина Илинден успева да се снајде и во оваа тешка економска криза и во енергетската криза и ги реализира сите проекти кои што се зацртани во неговата програма. Големо е незадоволството од централната власт, како што реков, кој што ги обструира проектите на локалната власт. Големо е незадоволството од она што се случува и претходно во здравствената криза, нерешавањето на проблемите на граѓаните и судските процеси кои што не успеваат и оние што се случува и со во делот кога изгоре модуларната болница, со автобуските несреќи. И денес се разбира се најмногу разочарани од она што се случува со криминалниот проект кој што го потпиша владата со Бехтел и Енка, за кој што влегува апсолутно или неспремни или не сакаат да видат што точно потпишуваат, за кое што моментално нашата држава Република Македонија ќе исплаќа стотици милиони евра за пенали. Морам да кажам дека тие единствениот спас кој што моментално кога разговараме со граѓаните, единствениот спас го гледаат во предвремени парламентарни избори и решавање на овој криминален лавиринт кој што го создадоа политичките партии ДУИ и СДСМ. И морам да кажам уште едно незадоволство од жителите на овие населени места, а тоа е дека оваа централна власт во овие 6 години ниту еднаш ги нема посетено во нивните населени места, ниту ги има прашано за нивните проблеми, ниту пак за некаква реализација на проекти. Ние тоа го променивме апсолутно, тргнуваме уште од сега на терен, ги посетуваме, разговараме со нив. Тие ни кажуваат со какви проблеми се соочуваат, поставуваат прашања, бараат решенија, а ние сме тука да им ги понудиме нашите решенија и заеднички заедно со граѓаните да направиме една програма која што ќе биде лесно изводлива на следните парламентарни избори кога ќе имаме централната власт. Благодарам.